На социјалната мрежа TikTok се појави видео како жена трпи насилство од својот партнер, но дали тој што тепа жена ќе одговара. По вознемирувачката снимка, а по пријава на мајката на жртвата, 35-годишникот од Радовиш бил приведен, па пуштен на слобода, поради тоа што жената не сакала да го пријави. Во разговор со полицијата изјавила дека видеото од јули 2024 година, а незината мајка го објавила без нејзина согласност. Бил извршен службен разговор и со нападнатата жена во присуство на социјален работник од јавна установа меѓуопштински центар за социјални работи Радовиш, при што таа кажала дека видеозаписот е од јули 2024 година. Бидејќи во конкретниот случај постои сомнение за сторено кривично дело телесна повреда по член 130 став 2 во врска со став 1 од кривичниот закон, каде во став 5 од истиот член стои дека гонењето се презема по поднесување на предлог за гонење, од жртвата било изјавено дека не сака да поднесе предлог и дека видеото било доставено од незината мајка. Ги побаравме Центарот за социјална работа Радовиш за да добиеме став од социјалниот работник, но никој не креваше на нашите телефонски повици. Превенција и оснажнување на жртвите во однос на заштита, кога вакво нешто им се случило, побараа од Хелсиншкиот комитет. Мора да истакнеме дека кога зборуваме сега за објавување на видеото е објавено на социјалната мрежа TikTok Live. Дали било од сега или од пред некој месец, сметам дека е целосно нерелевантно. Според нашите информации, жртвата живее со насилникот скоро една година, да постојано трпи насилство и заканем во однос на нејзиниот живот, животот на нејзините блиски, како и животот на луѓето кои што ја обкружуваат. Дали жртвата се согласила во смисла да се гони или не, мора институциите и ние да не осудуваме. Со оглед на тоа што жената не сакала да го пријави 35-годишникот, тој не може да сноси одговорност. Па затоа Хелсиншки апелира обвинителството да искористи друго кривично дело се со цел да се заштити жртвата. Не секоја жртва е доволно храбра да се спротивстави на тоа што се случува, во смисла на тоа да пријави, да се согласи да се гони, мајки во предвид дека некој од кривичните дела, вклучувајќи и телесна повреда, се гони по предлог. Од тука би сугерирала и би предложила да и основното јавно обвинителство размисли за користење на некое друго кривично дело, се дека не постојат измени во законите да може да и кривични дела се имено насилство се гонат по службена должност, да искористи некое друго кривично дело кое што се гони по службена должност со цел да ја заштитиме жртвата во конкретниот случај. Дел од прашањата заврши и на адреса кај струмичката полиција. Дали овој насилник кој стана неславен на социјалните мрежи и претходно бил пријавуван или санкциониран од локалната полиција и дали некогаш бил гонет за други кривични дела.